Во врска со посетата на тимот на ММФ на Република Македонија, уште еднаш ќе повториме дека СДСМ високо ги респектира ставовите на ММФ. Меѓутоа, должни сме да дадеме едно објаснување. Кога ММФ дава оценка за буџетската политика на владата, таа се однесува само на големината на дефицитот во макроекономската рамка. Оценката на ММФ не се однесува на начинот на кој владата ги троши парите на граѓаните. Значи, да се разјасни за граѓаните. Пофални зборови од ММФ за трошењето на владата нема. Владата продолжува да истакнува дека ММФ позитивно го оценило она што се случува во македонската економија. Во врска со ваквите фалби, конкретно и порачуваме на владата што е она што таа треба сега да го направи. Најпрвин, направете ребаланс на буџетот, за да знаете дали, колку и зашто ви недостасуваат пари во буџетот. Дури тогаш ќе се знае колку пари, за која намена и на кој рок евентуално треба да се поземат од странство. Потоа, веднаш прекинете ги сите активности за задолжување во странство преку издавање евроврзница и започнете да преговарате за задолжување кај ММФ. Престанете конечно да се плашите од преговори со ММФ. Штом велите ве фали дека сте биле добри во водењето на економијата, тогаш сигурно нема да имате никаков проблем успешно да ги завршите преговорите и да склучите аранжман. Со тоа, наместо да ги задолжите граѓаните во странство со нова евроврзница по каматна стапка од околу 10%, ќе земете заем од ММФ со каматна стапка од 1,5%. Така, нема да ја повторите вашата грешка од минатата година и само за плаќање камата ќе се заштедат десетици милиони евра. Тие пари употребете ги за капитални инвестиции во здравството, во образованието, во инфраструктурата, во енергетиката. Тоа е вистинска помош од една влада за економијата. Склучувањето аранжман и земањето заем од ММФ не смее да биде прашање на суета, туку прашање на заштеда. Премиере Груевски, Македонија е премногу сиромашна за да може да тера имидж и да си дозволи десетици милиони евра да се фрлат во ветер. Ако имате намера да водите политики што би ги поддржал ММФ, зошто да не се задолжите поевтино? И на крајот да ве прашам чисто народски. Да треба вие за дома да земете кредит, ќе се задолжевте по 5 пати повисока каматна стапка? Сигурно не. Па зошто тогаш мислите дека смеете тоа да го правите кога се опрашање граѓаните?